Лицата со посебни потреби се уште се соочуваат со проблеми кои ги попречуваат во извршувањето на секојдневните активности. Тетово е преполно со инфраструктурни бариери, особено во периферните делови од градот. Сдруженијето за церебрална парализа во пресрет на 3 декември меѓународниот ден на лицата со попреченост организираше изложба и повторно потсети на проблемите со кои се соочуваат. Проблемите на ова категорија лица и понатаму постојат. Тука има социјални проблеми, значи оние додатоци што ги примаат се навистина малечки кои тешко одговараат на потребите на овие лица. Вие гледате секаде во градот се среќаваме со архитектонски бариери, тешко се поминуваат тротоарите, а можете да замислите колку е тешко некој лице со количка да се движи низ Тетовските улици. Секако има уште многу проблеми за кои ќе зборуваме и понатаму и постојано зборуваме и укажуваме, како на локалните власти, така и на државата. Најголемиот дел од овие лица добиваат два вида парична помош, значи до 26 години добиваат парична помош од државата која се вика посебен додаток, а над 26 години добиваат туѓа нега. Таа сума изнесува околу 4300-400 денари, што секако е многу малку за да се подмират сите оние потреби на лицата. За патеките, односно за улиците, за тротоарите, за да бидат пристапни, значи за да може некој лице со количка да помине, е надлежна општината. Значи има таму сектор за урбанизам на кој ние неколку пати сме му сугерирале и може да приметите дека, за да забележите дека во центарот на градот неколку улици се, односно неколку тротоари се прилагодени, но не треба тоа да биде само во центарот на градот. Треба да биде значи во целата општина, бидејќи лицата со посебни потреби не се само во центарот. Изложбата ја посети и градоначалничката на Тетово Теута Арифи, која потенцираше дека општината со расположливиот буџет се залага за решавање на инфраструктурните проблеми. Ние како општина максимално се залагаме со нашиот буџет, каде што интервениравме во училиштата кај што учат децата со посебни потреби за подигнување на инфраструктурното ниво каде што учат тие. Нормално, меѓу другите активности кои ги имаме е зголемување на пристапот на луѓето со посебни потреби, што не е една лесна работа, но секако тоа го имаме предвид во процесот на градење или доградување, значи што го имаме во градот. И нормално дека ќе продолжиме и во иднина да ги поддржиме значи овие активности. Изложени беа 50 на цртежи насликани од децата со посебни потреби. Цртежите се дел од активностите во текот на целата измината година. Целта не е да се надпреваруваат, туку да се дружат и забавуваат. Ова е наша традиционална средба. Минатата година имавме изложба на фотографии, годинава се одлучивме за цртежи. Сакаме да прикажеме дел од оние активности што во текот на годината овие лица во училиштата, во посебните паралелки, во дневниот центар, а и оние лица кои се во новие образовни установи го изработиле. Сакаме да направиме еден вид дружење. Тоа ни е главната цел. Не се надпреваруваме овде кој направил најдобра слика, кој е неуспешна, туку сакаме да го покажеме она што го направиле, да го видиме нивниот труд, кој навистина од ова што можеме да го видиме е навистина голем, знаејќи ги нивните можности и потреби, и како што реков, да се дружиме, еве ќе има тука една мала забава за децата со пригодна закуска и да биде место каде убаво ќе се поминат еден ден. Сдруженијето за церебрална парализа брои речиси 200 членови, но заедно со останатите сдруженија достигаат и бројка од над 1000 лица со посебни потреби. Оттаму потенцираат дека треба уште многу да се направи за овие лица да имаат нормални услови за живот.